Продолжуваме во наредните минути со истата тема, зборуваме за светскиот ден на книгата. Денеска ќе разговараме со човекот кој зад прекарот космонаутко носи една моќна мисија, шири љубов буквално насекаде. Така се чувствуваме ние кога ни дојде во нашето студио и секогаш кога е наш гостин, навистина ни е убаво затоа што не подсетува на убави времиња, се подсетуваме на сите убави настани и се разбира шириме заедно љубов со него. Станува збор за Денис Јанкуловски, на сите нас познат, прво како здравствен работник, активист, автор, кој веќе 7 година поред ја организира манифестацијата Другарството е љубов во Градски парк, на школка. Ќе најавиме и промоција на нова сликовница со наслов Големиот сон на сајмот на книгата. Добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, благодарам на поканата и секогаш кога доаѓам овде, значи ми доаѓа да пеам I feel good затоа што навистина малку. I feel good. Или не ти I feel good. Не, во короната пеевме, доста беше да не ги ќе бараат пак да пеам после затоа. Да, само чисто пред да преминеме со првото прашање, кога ќе споменеме корона, предизвикувачки времења, но кога кажуваме убави, мотивацијата што ни ја даваше тогаш и таа енергија ти остане и ден денес. Остана веројатно да носиш. Не беше тоа кампањски тогаш. Не беше, дефинитивно не беше кампањски, беше од една страна и за себе мотивација, не треба да се издржи сето тоа. Видов дека и другите луѓе едноставно го прифатија сето тоа и решив викам нешто да направиме нешто на таа тема, остана и понатаму и дури ден денес себе кога веќе почнав што се вика почнав да пеам, уште ми викаат нели кога пак ќе запееш, викам доста е, јас 800 и нешто песни беше така да кога ќе ме стигнат другиве пејачи нема проблем, ќе запеам. Така, сега за сега имам албум и компилации. Имаше беше интересен момент, на кратко само со еден другар кога правевме муавет CD која ќе издадеш, викам CD-то ќе се вика не лошото од. Така да како и да е времења кои што нели сите сакаме да ги забораваме, меѓутоа имаше и нешто интересно. Имаше и нешто убаво. Да, лоши времења, меѓутоа навистина таа љубов, таа насмавка која што пренесувавте на сите во тој период ја даде на убава и позитивна енергија за да продолжиме напред, се разбери после секакви случаи во нашиот живот. Тоа ми значи многу навистина, извинете. Да, 7 издание на Другарството е љубов. Да, тоа е 7 настан, мислам од една страна мене искрено можда и не ми се веруваше дека ќе стигнеме до 7-миот, иако нели најавуваме 50 настани на школка да правиме. Меѓутоа, еве 7 година како го посветуваме тој настан на зголемување на свесноста за различностите, едноставно за прифаќање, почитување, за инклузија на лицата со атипичен развој. Она што е интересно на секој настан, значи како на првиот, така веќе и на 7-миот, се извинувам, е што тоа е настан каде што има многу деца, значи различни по многу основи, како и ние што сме различни по многу основи, меѓутоа таму сите се едноставно деца, сите играат, сите се дружат, сите пеат, сите се гушкаме, се прегрнуваме, се бакнуваме, едноставно тоа е прекрасно. Настан кој што исто концептот е задржан, со тоа што нели како го најавуваме како една огромна игротека каде што има преку 20 и нешто настани на самиот терен, од фудбал, кошарка, карате и многу други спортови, има ликовно, музичко каче, има забавно каче, значи и едукативни. На сцената во текот на целото време од 11 часот до 14:30 ќе провеат една огромна бројка на лица кои што сакаат да дадат свој придонес. Пак ќе кажем инклузивна исто сцена. Така да, едноставно, со нетрпение го чекаме да речеме не спиеме за 10 мај. Така. Што е најсилната порака што сакате децата и родителите да ја понесат од настанот? Тоа верувам беше уште пред организација на првиот настан. Да, секогаш со таква цел настапив. Да, апсолутно, нели како што кажувам, нели целта е во секогаш да се зголеми свесноста. Меѓутоа, како растеме, нели секоја година настанот е се поголем и поголем, деца има се повеќе и повеќе. Ако почнавме на првиот настан со 20 на 30 деца, последните 2 години веќе имаше околу 1000 и нешто деца, што значи очекуваме ова година барем толку да има, нека има и 100.000 нека има, едноставно од отворен тип е настанот, секој кој сака може да дојде. Пораката, всушност мислам дека е првенствено наменета кон децата, односно родителите кои што немаат некоја допирна, да речеме, точка или не се запознале со некоја атипичност, попреченост, независно како е атипичност, мислам дека е најдобра дефиниција, да дојдат тој ден,
да видат дека и овие лица, таму кога кажувам лица затоа што има и возрастни лица со атипичен развој без разлика за која состојба или болест се работи, меѓутоа да видат дека и тие едноставно се луѓе кои што имаат желби, имаат посакувања, сакаат да играат, сакаат да се смеат, сакаат да бидат прегрнати, сакаат да бидат слушнати, видени едноставно дека можат да пеат на сцена, можат да играат. Ако се во количка, значи можат да играат, можат спорт некој да учествуваат во спорт, можат да цртаат со помош или без помош, не е битно. Едноставно пораката е да се види дека сите деца, иако различни, сите лица, иако различни, сите сме исти во желбите и посакувањата. Да споменаме тука инклузијата. Станавме ли одговорни како општество? Па еве јас од 2018 година, да речам официјално сум вклучен во тој дел, ги пратам ситуациите, иако секогаш од една страна одбегнувам нешто да кажувам нешто конкретно во смисла да се впуштам кај што не треба. Едноставно тоа се информации што ги собирам од децата, од училиштата, од градинките, од родителите, од асистентите, кои што кажуваат дека сепак не е тоа, значи не е вистинската инклузија. Во смисла, значи кога ќе ги запишеме лицата, децата со некоја типичност во училиште, тоа не значи дека веќе е инклузијата направена, затоа што тоа детето во ред, во некој училиште има пристап на рампа, во некој нема пристап, значи некој или треба да помогне, или не може да оди оделението, цело оделение наредно на втор спрат, да се качува по скали, затоа што немаат како да оди нивното другарче што е во количка, значи комплицираност од тој аспект. Потоа, тука се асистентите, мислам дека вечна проблематика асистентите, која што кажуваат родителите, едноставно недостасуваат асистенти. Пак ќе кажам, можеби треба многу повеќе време за да кажам зошто и јас ги гледам дека недостасуваат асистентите, нели, секогаш и младите веќе многу поодамна си одат од државата, остануваат тие што остануваат сепак се дефинитивно се малку платени. Од една страна, обезбедени се можда од министерство, од општина, меѓутоа тоа се мали финансии кои што некои родители можат да ги дополнат и да им излезат во пресет, меѓутоа повеќето не може да го направат. Трета проблематика, затоа викам голема, широка тема, трета проблематика е обуката на наставниот кадар, кој што треба, нели, да не е само да има јас тоа го сретнав уште пред неколку години во едно училиште каде што наставничката рече буквално јас навистина не знам, не дека не сакам, вика, да му помогнам или да направам нешто со детето, меѓутоа навистина не знам што да направам. Значи комплексно е, одедно почнуваш да се шири многу, така да мислам дека она што како главно го кажуваат еве конкретно асистентите, оние стручни лица со кои што јас комуницирам, викаат дека некако инклузијата директно се прави на 5 спрат, на 6 спрат, ама не е почната од темелот. Така да се надеваме дека некојаш ќе биде, нели, почнато како што треба, ќе се коригира, а за сето тоа, да финализирам, треба да се слушне гласот на родителите. Секојаш тие се со вистинските информации. Да, тука доаѓаме повторно, нели, систем, популизам, препреки, прегрнување, слики, така натаму, колку гласови можеме од тоа да добиеме, не можеме и слично, но да се вратиме на кампањски, што рековте на почеток. За жал, 30 на години. Да. Но да се вратиме на вашата суштина и на сите вие борци, кога станува збор за инклузијата. Па ајде можеби така ќе допреме уште поемотивно до тие што треба, што не следат по канцеларии, може работите да ги убрзаат, не дека стоиме во место, но можеме да ги убрзаме. Кој е оној момент од вашата работа што најмногу ве погодил, ви потврдил дека сето ова што го правите има смисла, затоа што и да не ми кажете, предпоставам дека тоа така многу пати човек ќе си каже сакам да се откажам. Едноставно, нели, поминуваме борба и ако видите дека нема поддршка, доаѓа барем една секунда таа мисла низ главата. Да, мислам сите сме луѓе. Јас можам да кажам не никогаш што не ми се случило, меѓутоа секогаш има затоа што ќе најдеш на нешто. Од разочарување зборувам. Конкретно ќе кажам нешто што го кажувам како пример каде што и јас, односно ние се фативме дека од една страна, нели, викаме се бориме против дискриминација и испадна дека како ние да ја правиме. Школка до пред 3 години, 2 можеби не е битно, има кај нас доаѓаат, нели, од танцови студија кои што имаат деца, лица во колички. Сега,
сите ги качуваме на сцена, меѓутоа нив не можевме да ги качиме затоа што немаше пристапна рампа. И сега сите се горе, другиве се долу. Значи од една страна и ние сме ја направиле ненамерно, меѓутоа не сме имале можност. Тоа навистина многу ме погоди и што се вика се заенаетив. Прашав каде што треба да се направи, улици, патишта, град Скопје, кој е одговорен малку со повеќе, да речем, досаѓање, нели за жал мора така да биде. Меѓутоа се направи пристапна рампа, значи не е нешто комплицирано, не е нешто голем проблем. Треба само да се иницира, да се лоцира прво проблемот, бидејќи ние бевме навистина засегнати, сега нели нормално сите ти се горе доаѓаат, овие долу и испаѓа дека овие малку се повидени, почуени. Меѓутоа ете ја направија пристапната рампа, ја има на школка и токму тоа мене ми е лично навистина не го кажувам ова за пофалби, никогаш не кажувам браво што сте направиле. Сакам да кажам дека има работи кои што лесно и едноставно се прават, дури и не мора да се иницира, значи таа пристапна рампа може секој да ја направи, може да иницира општина, може училиште да иницира. Само треба да има иницијатива. Верувам дека насекаде, како што спомнавте, има луѓе кои што сакаат да направат, меѓутоа нели доаѓаш на шалтер уште тој документ ти фали за да го направиш сето тоа. На 7 спрат. Ќе го донесеш тоа, после кај жане треба да се обратиш горе, така да мислам за жал, меѓутоа упорност мислам дека секогаш се исплати. Така. Продолжувам исто така на една убава тема, ја промовираме новата сликовница Големиот сон. Каква порака ќе носи? Пораката како и секогаш, нели, пошто бидејќи сето тоа е во склоп на сето она што јас лично заедно со секогаш огромната бројка на пријатели, јас ги викам тим необични кои што помагаат во сето тоа што го правиме. Преку Големиот сон, трета сликовница на таа тема, исто сакам да прикажам дека и децата кои што се конкретно за Тина, која е во количка, та има еден голем сон сака да пее. Меѓутоа ете не е возможено од било кои причини, најнаш се појавува некој кој што и го возможува тоа. И веќе Тина се прибира дома и кажува дека е звезда, значи се чувствува прекрасно едноставно. Тина може, Тина сака, на кој начин ќе биде испеено тоа, воопшто не е битно, исто како нели моето пеење во короната. Не беше битно дали е точно правилно или нешто, едноставно Големиот сон на Тина е остварен и може да се оствари на Тина. Тина е Ана, Тина е Марија, Мики, Јована, Дени, едно чудо такви што се и не мора да се во количка, значи секој е пак е она се враќаме нели на школка, сето тоа е поврзано. Имаат желби, имаат можности, ние сме тие кои што треба да ја подадеме раката и да речеме повелете, покажете што можете да направите. Тоа и го правиме на школка, едноставно ние го даваме просторот, тие сами се представуваат и докажуваат едноставно што можат. Големиот сон ќе доживее промоција на престојниот сајм за книга, почнува денес, така? Да, денеска веќе на сајмот? Да, на сајмот. Јас таму ќе бидам утре и заутре после 17 часот официјално, ќе има потпишување на книгата. Секој може да дојде на штандот на Прозарт Медија, кој што, значи, апсолутно ми се, не знам, не можам доволно благодарам нив да им кажам, секако со прекрасните илустрации на Алексеј, ќе ја најдат илустрацијата, ќе се подружиме ние таму, ќе има и уште нешто интересно кое што за жал не можам да го објавам, меѓутоа од утре ќе може да биде официјално. Ексклузивитет? Па да, меѓутоа Добро, не инсистираме ние да се прашаме новинарски ефтор. Ќе биде нешто многу интересно. Ќе дојдам пак. Ќе кажеме да. Викнеме, добро. Да, може. А на 30 ќе биде, значи се уште 99%, на 30 мај ќе има и официјална промоција, ќе известиме и за што и каде да биде сето тоа. Колку е важна детската литература? За мене од секогаш била една од најубавите литератури, благодарение на Дејан од Прозарт, кој што првото беше нели авантурите на космонаутка беше сосема друга тема, меѓутоа тој ми рече зошто не пробаш да напишеш, и ви испадна дека се убави, прифатени, дека имаат значење. Јас особено нели со она што сакам јас да го потенцирам во сликовницата. А значење ќе ви кажам еден пример, всушност има 2-3 примери, меѓутоа ме викнаа во училишта, каде што веќе некој од веќе наставничките имаат читано, другарко ја има читано или другарка и двете маченца, и едноставно им покажа преку детска литература им покажа на децата дека
дека сите деца се различни, меѓутоа сите деца се и исти на некој начин и треба да другаруваат. А дали денес дечињата ги прифаќаат полесно различностите од возрастните, бидејќи за среќа, ако ги истакнуваме и позитивните работи, помладите денес живеат во малку поразличен свет, ако зборуваме за емпатијата и инклузивноста, погласно некако се зборува, ако се согласувате со мене, а затоа тука се секако и возрастните виновни во наводници или во позитивна смисла. Каков е вашиот генерален впечаток за младите? Јас мислам дека секојаш децата ја прифаќаат, значи ги прифаќаат другите деца. Точно, сега некој дете ќе најде на некој дете што е во количка, ќе му е нешто чудно веројатно зошто не оди или со помагала или е вознемирено или да го праша родителот така. Токму тоа, значи родителот е тоа нели виновен во наводници кој што треба да му објасни на детето, а не да го трга за рака од другата страна на улицата или да се плаши дека ќе се зарази или не знам што ќе се случи со тоа дете. Едноставно детето ќе види дете. Сега зошто не може да игра фудбал, ќе рече. Тука е родителот кој што ќе му објасни дека има причина, болест, било што и да е. Меѓутоа, тоа дете, едноставно ако го пуштиме, тоа дете ќе го викне другово дете, што е сега конкретно за количка муабетот, меѓутоа не е битно, пак ќе кажам што, се разбираме, ќе го викне да биде на фудбал, на утакмица ќе биде, дали ќе биде, може тренер ќе биде, може голман ќе биде, има такви примери. Значи, според мене децата едноставно гледаат со срцето. Искрено гледаат, немаат никакви предрасуди. Ние сме тие возрастните кои што нели виновни во наводници или тие сме кои што ги треба да ги поправиме, треба да им објасниме на децата и треба едноставно уште на почеток од градинка, од мало дете, од семејството, од средината кај што живееме, затоа што јас верувам дека иако никој ќе речеме некој немаме директна ситуација, директна некоја типичност, сите знаеме некого. Имаме соседи, да. Имаме соседи, пријатели, ние ако почнеме да се распрашуваме, ќе најдеме сигурно едно 10 луѓе кои што имаат некоја ситуација, состојба или болест дома и ќе испадне дека може и не се наши роднини, колкава е Македонија. Да, ма за среќа се почесто гледаме дека младите знаат да си помагаат меѓу себе. Токму тоа, да. И дека преку вакви сликовници, книги, преку вакви разговори, едноставно ја подигнуваме свеста дека сите сме еднакви, како што споменавте ви. Да, и мислам како пример за тоа и показател, оно што ние секоја година школка го форсираме од една страна, и јас што за мене волонтерството е една од најубавите работи и секогаш го практикувам, што учествуваат на школка волонтери и учествуваат средношколци. Значи сме имале од Орце Николов медицинско годинава, пак медицинско, од приватни училишта, од државни училишта, студенти ни доаѓаат. Тоа се тоа онемувавето што го кажавте дека младите сепак на друг начин гледаат, меѓутоа институциите се тие кои што треба да го видат сето тоа, да го слушнат и да го применат. Големиот сон кој ќе биде за крај? Во какво општество треба да живееме? Кој е вашиот голем сон? Јас мислам дека големиот сон одамна го живеам, така да не знам уште евентуално некој да ме викне со ракета да ме однесе барем на 2 сати негде по планетите, супер би било. А општеството е секојаш за мене големиот сон е лицата со атипичен развој, нивните семејства да бидат едноставно рамноправни и испочитувани како што треба да се. На хартија сите имаат рамноправност, меѓутоа во пракса за жал се уште далеко од тоа. Општество, здраво општество, еднакво за сите. Тоа е големиот сон. Ви благодариме многу за бавата енергија која што ни ја донесовте. Ви благодарам и вам. Во продолжение информациите од културата спакувани во Доза култура на колешката Тања Срандевска.